Тоа е апсолутно небезбедно за пиење и за луѓето, и за наводнување, посебно за наводнување на раноградинатските култури кои што свежи ги јадеме и секако и за добитокот. Тука како пример можам да го дадам случајот со испуштањето на отпадните води од ArcelorMittal, сега Liberty, кога пожалте Вардар. Добар статус ние имаме Пелинце, значи пчиња пред граница, влез од Србија во Македонија, Долни Балван Брегалница и другото веќе не спаѓа во добар статус. Скопје 2021 година. Темна вода, гласни муви, непријатен мирис и природа. Најголемата река во земјата не престанува да тече по својот пат. Додека ја гледате со сите нејзини маани, единствени прашања што ви доаѓаат на ум се со каков квалитет ја имаме за нас и со каков ја испраќаме преку границата. Не е тешко да се претпостави одговорот, но за да се биде прецизен, потребно е да се прашаат надлежните кои го контролираат квалитетот. Прв на листата е Институтот за јавно здравје. Еднаш месечно вработените ја испитуваат водата на Вардар по однос на бактериолошкиот и по однос на хемискиот квалитет. Она што е очигледно во извештаите е дека главно одговара на прописите дадени за површински води, но класата на квалитет се менува од втора, задоволителна класа во Гостивар, до четврта или пета класа во Гевгелија. Со вакви резултати од испитувањата, Вардар е сериозна закана за човековото здравје. Исклучително е сериозна не само за луѓето, еве и за добитокот. Има разни категоризации, она најелементарното тоа е органско бактериолошко загадување кое што предизвикува во главном цревни затоци заболувања, диареи и така натака. Тоа секако може да се случи бидејќи скоро во сите позиции има појава на тие Шерихија кори, на вкупен број на бактерии, ентерококи, кои што се сите елементи на органско загадување. За жал, потемна е сликата околу хемикалиите, реков, и затоа што не ги испитуваме, имаме неакредитирани методи, меѓутоа и затоа што не знаеме што да испитаме, бидејќи него имаме опсегот на извори на загадување. Има дузина на такви објекти покрај Вардар кои што емитираат се и се што во Вардар. Кубурат со кадар. Лабораториите се со дотраена и застарена апаратура, а не знаат ниту што треба да испитуваат за да можат однапред да ги предвидат проблемите кои би можеле да настанат. Нашите реки станаа сметилиште. И понатаму водата, која е извор на зараз преку наводнување на земјоделските производи, станува опасна за човековото здравје. Бројните градини и ниви по течението на Вардар не однесуваат до Агенцијата за храна. Од вкупно 53.383 инспекцијски контроли на прометот со храна спроведени во 2020 година, 15.733 се однесуваат на контрола на храна од неживотинско потекло, вклучително и на контроли на безбедноста на овошјето и зеленчукот. При спроведените 6.159 контроли во супермаркети, хипермаркети, маркети и продавници каде се продава и овошје и зеленчук, утврдени се 179 неусогласености за што се изречени 282 едукации, а поведени се и 3 прекршочни постапки. Со мониторингот за определување на присуството на тешки метали во одредени видови прехрамбени производи, лабораториски анализирани се 110 мостри и добиени се 7 позитивни мостри. Од УХМР вела дека сливот на Вардар се следи со 17 водни тела, а тоа значи ниту 20% на целото сливно подрачје на реката. Добар еколошки статус значи дека сите елементи кои се анализираат од биолошки и од општи физичко-хемиски треба да бидат во добар статус. Значи, методологијата е one out, all out. Значи, еден елемент да не го задоволува добриот статус, тогаш цело водно тело не е во добар статус. Дека има загадување често е видливо и со голо око. Инспекторатот за животна средина ги контролира големите загадувачи кои што поседуваат интегрирани еколошки дозволи. Она што во секое време може да се случи се несакани состојби и инциденти.
Не се мали инцидентите и за помалите загадувачи, оние со Б интегрирана дозвола за кои не е надлежен инспекторатот за животна средина. Казните за непрописно фрлање отпад се движат од 700 до 6000 евра. А загадувачите треба да ги санкционира општината, велат од Министерството за животна средина. Но и од ова правило има исклучок, особено ако во општината нема овластен инспектор. Во однос на испуштањето на инцидентни на масла и така натака од маслодајна, изречена е прекршочна санкција согласно Законот за животна средина од 3 категорија и изречена е казна од страна на судот во Велес во износ од 80.000 евра. Не се случува често, значи судовите да постапат по нашите задолженија и имаме ситуации каде што на наши прекршочни казни и во текот на жалбената постапка ни се враќаат случаевите на повторено одлучување, затоа што судовите ја немаат таа еколошка свест и некогаш дури досудуваат и во корист на правните лица заради некакви формални прекршувања, така наречени од страна на инспекторите. Кругот од водата на реката до трпезата е мал и постојано се врти. Ние сме тоа што јадеме, а јадеме тоа што фрламе во реките.